Добро вечер, почитувани гледачи. Велат дека природата се памети и дека се враќа за нашето добро или лошо однесување. Дали свесно си ја сечиме гранката на која што седиме. Актуелна тема изминатиот месец е поморот на плашицата во каналот Студенчишта. На таа тема ќе разговараме со мојот вечерашен гостин, доктор Трајче Талевски од Хидробиолошкиот завод од Охрид, а и активист во граѓанското здружение Охрид СОС, кое што се бори Охрид да остане онаков каков што или во најмала рака и да направиме нешто подобро за него. Добро вечер, добре дојдовте во Лупа, во телевизија ТВМ. Рековме, имаме и причина и повод за ова ваше гостување. Што ни се случува? Не е ова прв пат, морам да нагласам, но може би во ваков поголем размер помор на плашица одавна сме немале. Пред еден месец околу 400 до 500 килограми плашица можеше да се види како е изумрена на површината на каналот Студенчишта. Причини има повеќе, се бараат сега виновниците. Виновниките е многу тешко да се најде при една ваква непријатна работа, прето што има повеќе причини за ова што се случи на 19, ако не се лажам. Една од причините е, прво би сакал неколку зборови за плашицата, заради тоа што многу пати често се дават некои информации или дезинформации околу плашицата, околу незиното место, околу незиниот ендемизам. За неколку зборови само за плашицата, за да потоа да продолжиме со разговоров. Имено многу луѓе велат дека плашицата е ендемична за Охридско езеро, меѓутоа не е тоа така. Плашицата се среќа во целиот Дримски систем, значи Охрид, Дрим и Скадарското езеро. Потоа во некои наши истражувања кои што ги вршевме на реките во Албанија, ја имаме и во другите реки. Во последните литературни податоци има дури на реката Вјоса, па ние среќаваме во нашите истражувања и во некои други реки во Република Албанија, така да кога се зборува за ендемизмот, значи таа е ендемична, меѓутоа не само за Охридско езеро, него за целиот регион Западен Балкан, односно Охридско езеро и реките во Република Албанија. Таа е една од оние многу значајни видови, кој што има во поранешниот период имаше големо комерцијално значење, ради тоа што се ловеа големи количини на плашица, која што одеше на пазар низ Република Македонија. Меѓутоа, последниве десетина години, можеби и подолго, плашицата не е повеќе интересна за излов, пред тоа што имавме еден период на езерото беше од него не се стопанисуваше со него, имаше ставено мораториум за излов на рибите од Охридското езеро и после тоа во последниве 6 години имаме концесионирање кое што за жал се покажа како лошо, од причина што и тогаш плашицата не се ловеше, па имаме незино зголемување во незината бројност. Сега имаше забрана за ловот на плашица, аз колку што знам не. Значи можеше таа да се лови или немаше интерес на пазарот за да се лови плашицата или пак нешто трето е во прашање. Пред самата емисија дискутиравме дека ретко кој веќе знае и на вистински прав начин да ја лови плашицата. Веќе немаме и риболовци кои што ќе се занимаваат со овој рекреативен спорт. Значи, во поранешните периоди, некаде 90-тите години, помеѓу 80 и 120 тона плашица се изловуваше. Во истиот тој период се ловеше исто толкава количина и на пастрмка, 100 до 120 тона. Значи, она што беше уште одамна кажано дека рибната продукција на Охридско езеро 9 хектари 9 килограми по хектар се покажуваше као точна. Во овие моменти имаме нагло опаѓање на популацијата на пастрмката и експлозивно зголемување на популацијата на плашицата. Тоа е ред причини зошто се зголемува и тоа што она што го рековте
веќе плашицата не е интересна за излов, нема никаква забрана за плашицата. Плашицата баш во овој период беше една од најдобрите понуди за време на ваков период кога имаме празници, верски празници кои се постни и таа се нудеше доста на пазарот и низ цела Македонија во поранешниот период се пласираше секој ден по 2, 3, 5 тона во текот до нова година, односно до започнување на мрестот и до верскиот празник Водици всушност. До тогаш се нудеше плашица на пазарот, после почнуваше оној период на забрана за излов на, односно почнуваше ловот на пастрмка и така да рибарите нема време да се посветат на излов на плашица, мада и тогаш се одеше во зимовниците и се ловеше плашицата. Сега во овој период прво што се во последниве 10 на 15 години се уништија зимовниците. Че се сеќаваме сите можеби дека плашицата во текот на зимскиот период презимуваше. Пред селото Трпејце имаше огромен зимовник, природен зимовник, кој што рибарите го штитеа. Го штитеа од птици, го штитеа од други негативни влијани. Имаше огромен или голем зимовник со голема количина, можеби 50 на тона се собираше во зимовникот пред римниот ресторан во село Пештани. А што се случи сега? Зошто не постои? Па, едноставно се случи да тие зимовници не се обезбедува. Значи, на нив има физичка заштита, рето што ако не ги заштита, ако влезат птиците, било да се тоа лебеди, галеби или што и да било, тие ја растеруваат плашицата и затоа всушност и таа се вика, таа е плашлива риба која што при помала опасност, најмала опасност таа бега од зимовниците и после тешко се собира. Че се растури по крајбрежјето и тешко се собира за да може да се лови. И во селата од другата страна на езерото, значи во Калиште и во Радошта, исто така имаше големи количини на плашица кои што тука презимува се дотека не се стоплеше водата во езерото. Факт е дека во овие 10 години тие зимовници со лошото управување со рибниот фонд се растури и веќе тука многу тешко се собира плашица во последниот период. Сега фактички еден ваков простор за зимување на плашицата е само каналот Студенчишта, каде што може да ја забележиме во така поголема количина и поголем број? Да, остана единствено каналот Студенчишта, и тоа што тој дава една добра заштита, значи нема влијание нити бран, нити ветер, има добро снабдување со чиста вода од билјанини извори кои што понекогаш знаат да пресушат, како што беше сега сушниот период. Одредена количина на плашици има на другата страна на езерото во околината на градот Поградец, односно во центарот, во пристаништето во Поградец. Така да само тие два поголеми зимовници се среќават и мислам дека големо количество на плашица се среќава и во локалитетот Мичовград помеѓу Колјето, односно под самата населба наколно живеалиште. Доктор Талевски, што ќе се случи доколку ја изгубиме плашицата? Ете, рековме, можеби не е ендемичен вид, ја има и на други места, но не е многу распространета. Препознатлива е, значи, во нашиот Охридски регион, одавна се ловела и се конзумирала, но што ќе се случи во екосистемот доколку неа ја нема? Предпоставувам дека таа представува храна и за поголемите риби. Охрид е препознатлив по охридската пастрмка, меѓутоа е препознатлив и по охридскиот бисер. Охридскиот бисер се прави од скралушките на охридската плашица, така да намалувањето не станува збор за изгубување на видот, дори тоа што рибите, особено кои што не се интересни за експлоатација, како што е сега во моментот со плашицата, тешко се губат. Може да се изгуби или да се доведе во криза обстанокот на пастрмката. Меѓутоа, плашицата, поради незината биологија и екологија, тешко дека може да се донесе во некоја си критична состојба незината популација. Пред се и тоа што тоа се риби кои што имаат краток век на живење, некаде 6 до 7 години живее, рано созрева полово, крај на втора, почеток на трета година,
има релативно добар раст, брзо расте, меѓутоа и остава доста голема популација. Бројот на икри кои што ги мрести една единка е помеѓу 3 и 10.000. Значи, од една единка да остане само една до две единки, тоаш веќе имаме добра состојба на популацијата на овој вид. Секое нарушување на природата, во овој случај имаме повторно нарушување само спротивно од она што спомнавте. Значи, во овој момент ние имаме голема количина на плашица која што живее во езерото и затоа беше всушност она натрупување, така да речем, во каналот, тоа што најверојатно над 20-30 тона по некои слободни проценки се среќава. Каналот, студеничкиот канал го има тој волумен на вода колку што го има и едноставно тешко дека може да се зборува за губење на популацијата, односно намалување на незината бројност. Сега, земајки во предвид ситуации слични на ова, што се случувале годините наназад, земајки го во предвид и тоа што временските услови се вакви какви што се, значи еден подолг период немавме некои пообилни врнежи од дожд, сега засега немаме ниту врнежи на снег, нивото на езерото евидентно е намалено. Дали не можеше да навреме да се спречи да не дојде до ваков помор на плашицата? Значи се гледаше докаде е нивото на водата во каналот, предпоставките дека ќе нема доволно кислород за таа цела популација на плашица која што тука ете нашла некаква заштита и презимување, значи евидентно беше дека ќе биде тоа количество на кислород мало. Дали можеше навреме нешто да се преземе да не дојде до ова? Зошто секогаш некако дискутираме за проблемите од кога ќе ни се случат, значи кога веќе ќе имаме некаков негативен епилог? Ова година е малце чудна година, што ви рековте, имаме многу сушен период со влажна пролет и влажна зима, така да некаде на почетокот март, април, мај нивото на езерото беше над максималната и то далеко над максималната кота. Некаде во април месец тоа беше се уште на 694. Во овие 6-7 месеци до случај со поморот на плашицата, езерото за тие 6-7 месеци падна околу 70-75 санти. Дали е тоа природен процес или тука има удел и човечкиот фактор? Значи, дали овие големи... Ако беше само природата, езерото ќе си истекуваш онака што сака, колку што може да прими реката Дрим, толку ќе истекуваше низ истекот кај Црн Дрим. Тоа е регулиран истек, кој што се регулира на се уште на така малце примитивен начин, да речем, со ставање на талпи за намалување на ширината на истекот. Меѓутоа, во секој случај тоа е влијание на човек. Значи, немаме ништо природно, тука има регулација на нивото на Охридското езеро од страна на човекот, односно од страна на Елем, за да ја зачува водата, за да може во одредени периоди кога им е потребно на електрани на Македонија да ги активира сите двете електрани на потечението на реката Дрим за производство на електрична енергија. Што можеше да се направи еве во конкретниот случај? Дали можеше или дали еве вие како хидробиолошки завод, како институт, бидејќи некако најдиректно сте поврзани со се она што се случува во езерото, некаде алармиравте дека состојбата веќе станува критична, дека можеби треба да се направи поинаква регулација на истекот кај Црн Дрим. Затоа што не ќе дојдеше до ова што дојде доколку нивото на водата беше повисоко. Добро, ова година нивото на езерото не е се уште во рамките на дозволеното. Поморот се случи на ниво на кота на езеро 693,23. Значи се уште не беше ни она нулта точка, камоли минималната кота достигната. Меѓутоа повеќе пати предупредувавме и од хидробиолошки јас лично дека брзото спуштање, наглото спуштање на езерото може да предизвика промени. Исто така, кога се види некаде на крајот на
октомври месец дека голема количина на невообичаено голема количина на плашица е влезена во каналот, повторно се алармираше повеќе пати и преку јавни медиуми и преку социјалните мрежи, меѓутоа нивото или се одржуваше на таа кота или паѓаше сантим 2, така да се движеше во граници од 693,25 до 693,30 според котите што ги мери ЕНЕМ. Проблемот не беше оваа година толку многу нивото на езерото, кој што беше големата количина на плашица која што влезе во каналот. Ради тоа што од она што го спомнеме на почетокот, немајќи каде да се засолни, таа дојде тука како единствен зимовник, единствена заштитена зона од удари на ветар, бран на ова обала, на овој брег, на ова страна на Охридското езеро. Значи се случи тој помор на плашицата, може би природата врши некаква природна селекција, да кажам, бидејќи енормно бил зголемен бројот на ова риба. Ме интересира дали има можност таа плашица која што изумрела поради одредени причини да се најде на пазарот? Не, во тие моменти мислам дека брзо реагираше и ветеринарната инспекција и комунално и сето она што беше на површина испливано како мртва риба беше собрано и беше отстрането од каналот. Така да мислам дека не се најде таа количина изумрена риба, не се најде на пазарот да се нуди. Прето што во каналот моментално речиси цело време има добар број на рекреативни риболовци кои што изловуваат плашица, така да пазарот во Охрид е барем во одредена мера засетен со потребите со плашица. Така. Како што реков, значи секогаш алармираме за нешто од кога ќе се случи, наместо да спречиме, ние потоа лечиме и по повод овој немил настан, кој што остави трага, реков, изминатиот месец, се зборуваше актуелна тема, значи во сите медиуми. Се свика и една вонредна седница на Советот на Општина Охрид. Во понеделникот се одржа таа седница со единствена точка на дневен ред, состојбата со каналот Студенчишта и поморот на плашицата. Се донесе и некакви заклучоци, вие бевте, значи присутен, имавте свое излагање на оваа седница. Сега ќе го видиме прилогот, да се потсетиме или оние гледачи кои што можеби не го видаа во информативната да го видат сега, да видиме што таму се дискутираше, иако после тој прилог сакам да продискутираме за ингеренциите. Многу тука работите се измешани и се уште граѓаните, но институциите се уште не знаат на кого кои ингеренции припаѓаат. Локалната тука не може многу што да направи, затоа што ингеренциите за состојбата на каналот Студенчишта е под Министерството за транспорт и врски. Но сепак да видиме што се случуваше на седницата, па потоа ќе дискутираме. На вонредна седница охридските советници едногласно усвоија мерки за понатамошен спас на плашицата во каналот Студенчишта. За поморот на плашицата кој минатата недела се случи во каналот, никој не сноси одговорност затоа што и никој не управува со езерото. Сега со мерки на Советот ќе се бара системско решавање на пропустите за во иднина да не се случуваат слични ситуации, се согласија охридските советници. Од ВМРО ДПМН која иницираа вонредната седница произлегоа и предлог заклучоци за да се преземат активности за да се запрат еколошки катастрофи врз биодиверзитетот на езерото. Граначалникот се обрати до Министерството за екологија и да побара конкретни мерки. Граначалникот се обрати до Хидробиолошкиот завод и да побара информации и насоки за препорачени дозволени флуктуации на нивото на езерото, да се исконтактира ЕЛЕМ и да се инициира ако е потребно да се формира заедничка работна група од која ќе произлезат и пишани препораки. И четвртата е, ако е потребно дури, иницирање на промена на закони кои ја регулираат оваа сфера со кои ќе се доутврдат одговорностите на засегнатите страни. Овие заклучоци беа прифатени, а градоначалникот Јован Стојановски предложи дополнителни. Меѓу нив се добивање на дозвола за мелиоративен риболов од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и надлежните служби да извршат проширување и продлабочување на каналот Студенчишта. Стојановски, кој се залага за системски мерки, подвлекува дека како локална самоуправа ќе инсистираат на донесување на планот за управување со Охридскиот регион.
а еден дел од планот за управување со Охридскиот регион е и планот за управување со Охридското езеро и со сливното подрачје на Охридското езеро, во кое што точно ќе се знаат ингеренциите кој ќе управува. Значи, кој ќе лови риба, кој ќе биде одговорен за водостојот, кој ќе биде одговорен за останатите работи кои што се поврзани со Охридското езеро, и сето тоа беше содржано во Законот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, донесен уште во 2010 година. За жал, ништо не беше преземено во тој дел и планот за управување со Охридскиот регион, со кој што сметам дека конечно ќе се знае и кој ќе управува со Охридското езеро и со сите овие активности кои што беа споменати, и на таков начин ќе имаме една соодветна регулација на сите овие проблеми со кои што се соочуваме денес. На вонредната седница беа поканети представници од ДЕЛЕМ, од Министерството за екологија и Хидробиолошкиот институт. На седницата беше присутен само професор доктор Трајче Талевски како представник од Хидробиолошки. Тој меѓу другото се осврна на причините за помор на плашицата во каналот. Ги наведе уништувањето на зимовниците на плашицата вдолж крајбрежјето од страна на човекот и непочитување на риболовните основи на концесионерот, кој во минатите години не ја изловуваше плашицата. Прилогот го погледнавме како што заврши колешката Неловска, значи од сите оние кои што биле поканети да присуствуваат на седницата покрај советниците во секој случај, само вие бевте присутен, од сите оние повикани институции кои што директно или индиректно се одговорни за ваквата состојба. На што се должи тоа? Значи, дали нивната незаинтересираност, несериозност или не прифаќањето на одговорноста која што ја имаат и тие? Не знам, ја знам зашто бев присутен, а другите зашто не биле. Најверојатно оно што велите, што рековте дека всушност проблемот е што Охридското езеро, крајбрежниот регион, самата вода припаѓа на многу министерства и кога нештото припаѓа на многу, не се знае кој е правиот газда и кој е тоа што рибниот фонд припаѓа, односно со рибниот фонд стопанисува или управува Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Најверојатно со водата треба да концесионира водостопанство со испуштањето на или со регулирањето на нивото на Охридското езеро, раководи ЕЛЕМ, со бреговата линија мислам дека е по транспорт и врски, така да многу ингеренции, многу министерства имаат ингеренции врз Охридското езеро и вината за секој проблем што се јава се префала од едни на други. Затоа и нема некакво решение, вистинско решение не може да се најде за некои проблеми кои што се јават, не само за овој проблем што се јави со изумирањето на плашицата во некоја поголема количина, него и со други проблеми со кои што се судрува самото езеро и крайбрежјето. Сега ќе вратам години наназад. Мислам дека беше 2011-2012 зимата се случи нешто слично и тогаш имавме помор на плашицата. Државен секретар беше на Министерството за екологија беше госпоѓата Сонја Лепиткова, градоначалник беше Александар Петрески, ние новинарите на терен, вие исто од Хидробиолошки бевте таму да се воочи состојбата и тогаш копијата се кршеа, меѓутоа чиви се ингеренциите, кој треба да интервенира, што треба да се направи, не се најде, значи, тогаш решение, очигледно е веќе 7-8 години после тоа истата состојба, но беше ветено дека ќе се исчисти мулјот, ќе се продлабочи каналот, со тоа значи ќе има поголема количина на вода и кислород, но и тоа не се направи. Да, 2011-2012 имаме еден долг период, мислам дека од почетокот на, односно од крајот на декември па и во јануари, имаме нека постојано среќавање на поединечни, на поголема количина на изумрена плашица. И еве од тогаш, мислам дека во изминативе 6-7 години немаше некој ваков драстичен случај на појава на смртност на риба во каналот, тоа што она што го реков и преска првпат од толку голема количина на
плашица влегува на презимување. Всушност, сите води во Република Македонија припаѓаат на државата и со нив раководи државата. Пред 10 дена е објавен конкурс за добивање на концесија на рибниот фонд, за искористување на рибниот фонд на Охридско езеро, на риболовно подрачје Охридско езеро, и повторно е иземен каналот како место кое што ќе биде дадено под концесија. Сега тука се извинувам, помтете се мислата, само ќе ви влезам малку во збор. Има многу поделени мислења околу тоа. Дали е добро или лошо да се даде езерото под концесија? Ме интересира вашето мислење. Значи, ети како стручно лице, како човек кој што цел свој работен век се занимава со состојбите на езерото и со живиот свет во езерото, што мислите? Подобро е да се има концесионер или не? Имавме концесионер, беше одземена концесијата ради X причини, сега моментално, значи месеци наназад езерото е без концесија. Што е подобро? Да се остави езерото само на себе или да има, условно кажано, стопан? Јас сум искрено да ви кажам за половична концесија, ако може нешто така да се каже. Значи, оние риби кои што се загрозени, кои што е Охридската пастрамка и белвицата, да имат строга заштита за нивни излов и да не се даваат тој вид, тие два вида, односно тие повеќе вида, ако ги сметаме пастрамките дека ги има повеќе видови во Охридско езеро, тие два вида да бидат заштитени, а Охридската плашица и крапот и некои други ципринидни риби да се дадат на концесионирање. Мислите дека тогаш ќе има интерес за некој да сака да го земе езерото под концесија? Јас мислам дека би имало, ако правилно се стопанисува со езерото, и тоа што не сакам ни да помислам, ни да спомнам државата колку пари има дадено последниве 10 години за да ја врати пастрамката и повторно се наоѓа во една таква лоша состојба. Значи, концесионерот би имал задолжение да лови плашица и крап, кој што крапот е исто така доста атрактивен и за пазар, плашицата исто така, и тоа што цената на плашицата не е мала. Ако се земе дека во еден ден десетина рибари кои што ќе повлечат или кои што го влеча риболовниот алат влаче, лове и по 8 до 10 тона, тоа се веќе некаде околу 4 до 5.000 евра, што би се рекло, во едно повлекување за едно претплане се можеше да се извлече од езерото, таа одеше на пазар. Толку мислам дека и во текот на годиниве толку пари во текот на денот или во текот на неделата не може да се добијат од Охридска пастрамка, ако се лови Охридска пастрамка. Мислам дека ќе има концесионерство, ради тоа што на концесионерот тогаш би му припаднале средства и за мрестење на одржување на мрестот на Охридска пастрамка, за заштита на рибниот фонд, кои што се исто така многу големи пари во сите тие програми кои што ги дава Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Каде заата и претходната концесија еве според вас, зошто не беа исполнети условите кои што беа? Искрено не знам зошто е одземена. Концесијата е одземена пред време, најверојатно поради некои неисполните обврски на концесионерот. Така се зборува дека се неисполните обврски кон државата. Дали станува збор за финансиски, дали станува збор за некои други обврски, не знам, не ми е познато. Меѓутоа, тоа што концесионерот во изминатиот период единствено што изловуваше беше Охридската пастрамка, во последните 2 години и Охридската белвица, кога веќе пастрамката ја снема. Охридската белвица и крап. Останатите риби воопшто не беа во сферата на интерес на концесионерот и сето тоа е она што придонесе до вакова состојба со плашицата. Сите кој да е концесионер мисли дека премногу знае. Дека знае све за езерото, меѓутоа и ретко кој концесионер досега го слушал Хидробиолошки завод или луѓето кои што работат на рибарска проблематика, мислејќи дека на тоа што ќе ја лови само пастрамката ќе добие поголема количина на средства, не е точно, и тоа што едноставно со преголем излов на таа риба
се пореметува ланецот на исхрана, синџирот на исхрана во самиот екосистем. Плашицата и пастрмката имаат идентична, речиси идентична храна. Ваквото зголемување на популацијата на бројноста на плашица доведе до состојба да за пастрмката немаме доволно количина на храна. Кога сето тоа ќе се немањето на доволна количина на храна ја намалува кондицијата, ја намалува репродуктивните карактеристики на пастрмката и една од причините што пастрмката сем преголемиот излов во изминатиот период е и тоа што едноставно нема доволно храна за да успешно напредува, расте и се развива. Цело време се трудиме, барем така те прикажуваме, да направиме некаква кохезија со албанската страна, бидејќи не ни припаѓа езерото само нам. Мора да се соработува и со Република Албанија, бидејќи еден добар дел од езерото припаѓа и таму. И сега едно нешто кое што го делат две држави, џабе ќе биде сите мерки ние што ги применуваме кај нас, доколку се злоупотребуваат на другата страна. Затоа што рибата секако не е само од нашата страна, па не оди од албанската, значи тоа е еден заеднички екосистем. Докаде се тука работите? Се прават некои договори, имаме возвратни посети, но дали имаме некаков бенефит конкретен? Мислам дека не. Тука доста речиси да ништо не се работи, не се прават тие меѓудржавни договори со Република Албанија за околу количини на излов, период на забрани, риболовни алати кои што може да се употребуваат за излов на било која риба, минимални димензии под кои што не смеат да се ловат. Значи тоа се односи, односно тоа се мерки кои што треба Република Македонија и Република Албанија да ги усогласат, да за двете држави да важи истото. Меѓутоа се прават некакви состаноци, меѓутоа веќе 20 и кусур години ние само се состануваме, меѓутоа ништо не се решава. Јас сум член на државна комисија со Република Грција за Дојранско езеро. Таму многу едноставно, значи се договараме во текот на еден ден се договараме, значи мрестот за краб почнува тогаш, завршува тогаш, толкава и толкава количина треба да излови Македонија, толку треба Грција. Тие риболовни алати со таква и таква димензија на опцата, тие димензии на риба не сме да се ловат. Значи со Република Грција имаме еден добар, би рекол одлична соработка во поглед на искористувањето на рибниот фонд од Дојранско езеро. Таа веќе комисија функционира веќе 4-5 години, мислам јас сум член на таа комисија, така да секоја година некаде крајот на април одиме за Грција и се потпишува тој меѓудржавен договор за... Зошто тоа не може да се направи и да се спроведи и со албанската страна? Дали на некого може би му одговара ваквата состојба? Не би сакал да кажам дека некому одговара. Најверојатно се уште не е спремна ни албанската страна, ни македонската страна нешто такво да договори. Ради тоа што, нашто го рековне, пастрмката е риба која што е од голем интерес. Криволовот е и на едната и на другата страна цветаат, така да може би и тоа е една од причините што се уште не се регулира. Ради тоа што ако се изрегулира, ако се договорат дадени димензии под кои што не ќе смее да се лови било која риба, тоа што нема на пазарот легално или илегално да гледаме дека се среќават единки кои што се и многу помали од колку што е тоа дозволено по закон. Така. Да бидеме искрени, ако ни се јаде пастрмка, доколку не можеме тоа да го направиме во нашите ресторани, се оди во соседна Албанија, која што е многу блиску. Таму може да се јаде и по многу поевтина цена. Да, и по многу поевтина цена и во многу поголема количина. Значи, со тоа не го заштитуваме Охридското езеро, напротив, му правиме голема штета. Да, за жал е така. Меѓутоа и за исто така голема количина на риба охридска пастрмка се нуди по охридски ресторани, се нуди по скопските ресторани, така да од каде доаѓа таа риба се уште е знак, е под знак прашање. Дали тука затајуваат, дали успешно се врши
шверц, пренос на риба преку граница, илегален пренос на риба преку граница, дали тоа се врши илегален риболов на македонска страна, тоа е под знак прашање се додека не биде некој, како да речам, фатен во тоа дејство, во тој криволов или во тоа нелегално пренесување. Реков јас на самиот почеток, така и ја најавив емисијата, свесно си ја сечеме гранката на која што седиме, затоа што еден ден, ако на вистина ја снема Охридската пастрмка, Охридското езеро губи многу од своето значење. Џабе се сите напори од нашата страна, доколку тоа не се спроведе и од албанската, и час поскоро ќе мора тоа да се направи доколку сакаме, барем во оваа количина сега што ја има да ја задржиме. Можеби не ќе може да се вратат оние златни времиња кога имаше на вистина поголеми количини на Охридска пастрмка, можеше да се лови, а и да има во езерото тој ендемичен вид, но барем да ја задржиме на ова ниво. Време е веќе за реклами. Малку ќе ве одморам, продолжуваме понатаму со нашата тема. Викенд акција во Миса Маркети. Ариел 8 килограми 689 денари. Виолета тоалетна хартија 8 плюс 2 гратис 3 слојна 89 денари. Ајда меркашкавал 40% млечни масти 1 килограм за само 249 денари. Ослич прва класа 1 килограм 119 денари. Маслинки 1 килограм 179 денари. Кремонте посен крем 500 грама за само 59 денари. Мандарини 1 килограм 37 денари. Портокал 1 килограм 29 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Не ја пропуштајте можноста да ги пробате квалитетните јадења во Бистро Вилидж. Сега по уште пониски цени. Покрај стандардната понуда, менито го збогативме со нови оброци. Похована панга за 90 денари, лосос филе за 100 денари, риба ослич за 75 денари, свинска шницла за 100 денари, ќофтево сос за 80 денари, подпечени макарони за 65 денари и сето тоа со гарнир по избор. Комплексот Вилидж Вања Камчев се наоѓа на 250 метри од меѓуградската автобуска станица. Ве очекуваме. Телефон 046 200 479. Подгответе се за топла зима со помош на Кармен Бау Центар. Не ја пропуштајте понудата на шпорети на дрва од производителот Смедеревац, камините на пелети од програмата Фабиго, како и печките на цврсто гориво од истиот производител. Кармен Бау Центар, за топлина во вашиот дом. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Ало, лајка го бара Сокол. Кај си бе, брат? Те послушав и јас сум на лајка. Енче, заре си ти на лајка? Неограничени разговори и пораки кон сите мрежи плюс 5 гигабајти интернет за само 499 денари месечно. Новогодишната магија збогатете ја со најновите украси и производи од Ангел Тренд. Лампиони, елки, звончиња, сијалички и најразлични светлички украсчиња за волшебна празнична декорација на вашиот дом. Најголем избор по најевтини цени. Лесно е да си креативен кога ги имаш најубавите новогодишни украси од Ангел Тренд. На 4 локации, на 15-ти корпус, на Питугули, на Туристичка и Ново Лисиче Скопје. Признајте дека на вашите лажички веќе им е доста од ист вкус. Изненадете ги со Линолада кокос, преполна со млеко и кокос. Линолада, намачкај ме сега. Кам, постојано ниски цени. Цвекло 1 килограм 15 денари. Мисирка 3,2 килограми 669 денари.
Млечно чоколадо со ориз 200 грама 55 денари. Новогодишна елка 499 денари. Кам, купувај мудро. Сега можам да седнам да напишам роман. Толку многу се изнагледав, се изнаслушав. Сакаш, не икеш како да не се вмешаш. За вистинска љубов одам и во оган. Најдобри пријателки не се изборуваат. Решението се нудеше на тацна. Ветувам, и во иднина ќе бидам дел од вашите приказни. Горки или сладки, како што ви е мерак. И мирис, и вкус. Гранд кафе. Викенд музичка агенда во Fish and Lounge бар Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Ристер Истески и сабота со група Маестро. Резервирајте на време во Fish and Lounge бар Лихнидос. Талевски краток одмор. Продолжуваме ние со нашата тема, испровоцирани од поморот на плашицата во каналот Студенчишта, но начнуваме и некои други теми кои што се поврзани со состојбата на езерото, бидејќи тоа е една целина, не може да се одвои едно од друго. Рековме дека се свика една вонредна седница, испровоцирани и председателот на совет и советниците од оваа состојба. Донесени беа неколку заклучоци. Што мислите, дали ќе се имплементираат овие заклучоци, дали нешто конкретно ќе се направи или ќе останат само на хартија? Еве бевте повикани вие како хидробиолошки завод, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМНЕВ прозва и вас, тоест градоначалникот, дека треба да достави барање до вас и мнение вие да дадете за состојбата со каналот Студенчишта. Значи, дали веќе нешто се прави на тој план, поминаа колку, 3-4 дена од ова одржана седница? Значи, прво добро е што градските советници и градоначалникот се заинтересираа за овој проблем и што свика вонредна седница со една точка од дневен ред, состојбата со плашицата во каналот и причините и на тамошните чекори. Меѓутоа, дел од заклучоците кои што се донесоа не се во надлежност на институциите. Ние може само да бидиме као хидробиолошки завод околу регулирање на коти или околу давање на некакви насоки за регулирање на езерото за максимална и минимална кота, ние можеме да дадиме. Моје лично мислење најдобро е езерото воопшто и да не варира, него едноставно колку што влегуваат од притоките, толку да излегува и да се задржува на една кота, може би некаде на средина помеѓу сегашниот максимум и минимум. Меѓутоа, тоа се регулира со меѓудржавни договори. Значи, тука треба Република Македонија и Република Албанија да седнат на маса, тие меѓудржавни комисии и да ја изрегулираат, да ги изрегулираат минималните и максималните коти односно варирањето на самото водено огледало. Уште од минатата година се заговараше дека тоа ќе биде направено, но еве се уште не, бидејќи минатата зима исто така се сочивме со еден проблем, кога се спушти нивото на езерото неколку сантими под дозволената минимална кота и беше ветено дека ќе се искоординираат во тоа што ќе е максимална, што ќе е минимална и до која кота не сме, мислам, под која кота да се оди. Но еве ништо не се направи. Не, мислам дека долго време тоа нема да се направи, тоа што не е тоа така едноставен процес или едноставен проблем кој што може само со едно состанување на некаква си комисија да го реши тоа. Тоа е процес кој што мора да бидат многу страни инволвирани. Тука мора да бидат инволвирани и хидролози, и хидробиолози, и енергетичари, и сите оние всушност сите заинтересирани страни кои што живеат и околу Охридско езеро, меѓутоа и околу другите компоненти или другите составни делови на целиот овој Дрим систем. Значи имаме 3-4 хидроцентрали, односно акумулации во Република Албанија, од кои што едната навлегува и во Косово.
Има луѓе кои што живеат по течението на реката Дрим и овдека, и во Република Албанија. Има луѓе кои што живеат и кои што истото тоа треба да го регулацијата на нивото на Охридското езеро ќе влие и на нивото на самото Скадарско езеро, Република Црна Гора и Република Албанија. Така да тука има многу инволвирани страни, односно страни кои што треба да се инволвираат во решавањето на проблемот. Не е тоа само ќе донесеме некакви минимални коти или максимални коти и сме го решиле проблемот. Значи тука мора согласно со сите 4 или 5 влади кои што го делат Дримскиот систем да бидат вклучени во решавањето на проблемот. И на некој начин ниту една од нив да не биде оштетена, не да го решиме кај нас па да направиме проблем на друга страна. Значи треба сето тоа да се искоординира. Сето мора да биде толку добро искоординирано што никаде нема да представува опасност. Затоа што одржувањето на некоја кота која што е премногу висока или е премногу ниска може да предизвика во Охридско езеро, може да предизвика ако е премногу ниска да се одржува на стално некоја ниска кота, да предизвика големи проблеми во растителниот и животинскиот свет. Ако е премногу висока, тогаш може да предизвика и промени на градежните објекти, или тоа што на тој начин се подигат и подземните води. И едноставно, значи, треба многу заинтересирани страни или да партиципираат со своето учество во регулирањето на котите или донесувањето на котите на Охридско езеро. Моментално каква е состојбата во каналот Студенчишта? Дали малку се нормализира, дали нивото се подигна овие денови? Па од 19 декември, односно ноември до сега, мислам дека е според податоците што ги има елем на својата страничка, веб страна, нивото на езерото е подигнато за 8 до 9 сантиметри. Ако се земе во предвид површината на самиот студенчишки канал, неговата должина од 600-700 метри со некаја си средна широчина од 15 метри, тие 10 сантими значат нови 1000 кубици вода во каналот има дојдено или е зголемена количината на вода во каналот за околу 1000 кубици. Има една интересна работа која што со мојот асистент вчера ја работевме. Јас сум раководител на оделението за краповидни риби и во склоп на тоа оделение работи скоро година и пол-две лабораторија за физиологија на риби. Одговорот на рибата беше очекуван, меѓутоа не очекувавме дека толку брзо ќе изреагира самата риба. Кога го меревме вчера хемоглобинот во крвта на рибата беше многу покачен, баш поради тоа што имаше намалена количина на кислород во водата. Тоа исто како кога одиме на планина па ни се зголемува бројот на еритроцитите. Значи рибата, примероците што ги зедовне, значи сосема случајна проба од 10 на 20 единки, кај сите беше покачено количеството на хемоглобин, односно беше покачено количеството на еритроцити во крвта. Значи рибата сама има некој одбробен систем за да ги преброди сите тие лоши услови кои што се јавуваат во водата. Кога се намалуваше нивото на водата во езерото, рибите испливуваа на површината и на тој начин правеа некакви си мали бранчиња, со тоа се зголемуваше на кислородот на површината. Така да рибите си имаат механизми за самоодбрана во некои такви услови кои што не се соодвети. Ми се наметнува прашањето во текот на целата емисија. Рековте дека сега единственото зимовалиште на Плашицата е каналот Студенчишта. Сведоци сме на тоа дека години наназад се заговара изградба на марина во нашиот град. Се посочуваат разноразни локации. Една од нив е и каналот Студенчишта. Видовме некакви проекти, до реализација можеби многу далеку, можеби воопшто нема да биде таа локација, но што ако се случи токму каналот Студенчишта да биде местото каде што ќе биде изградена долго најавуваната марина? Каде тогаш Плашицата? Јас мислам дека нема тоа да се случи, и тоа што на Охридско, на крайбрежјето,
Постојат доста места кои што се погодни за марина. Јас не сум експерт нити стручњак за градежни објекти за марини и мислам дека и во Македонија нема. Значи во Македонија нема никаде изградено марина, па сега некои проектантски куќи да се прават дека се проектантски куќи за марини. Ради тоа што ако се прави марина, треба да ги собери сите пловни објекти. Не може марина да се прави само за бродови или само за глисери. Тоаш повторно ќе останат 1000 чамци незгрижени, така да речем. Ако се прави марина, таа марина, зимувањето на пловните објекти треба некој да го плати. Тоа се скапи јахти, скапи бродови, скапи глисери, кои што сега се оставени во каналот, некои ги подигаат и ги носат, некои мислам дека ги носат и во Грција, откако ќе заврши туристичката сезона во Охрид, некои ги носат на некои други места, во некои хангари. Меѓутоа самата изградба на марина ќе, особено во каналот, носи опасност по растителниот и животинскиот свет. Ово се случи, да речеме, во овој момент имаме околу 20-30 тона плашица, која ќе се изгради, ако се изгради марина во тој дел, значи ние на плашица нема да влезе. Значи ќе изгуби, тогаш ќе изгубиме плашицата. Тоа ќе се намали бројот и тоа што она риба која што нема да презими, голем дел од неа ќе биде угинат од неповолните влијанија, временски влијанија, дали од ветер, дали од бран, дали од некои други, дали од ладната вода, или тоа што рибите влегуваат во зимовници, или тоа што тука се е водата потопла отколку што е во езеро. Водата во каналот секогаш е 10 степени, во езеро може да падне и некаде околу 5-6 степени. Рибата во тие моменти, значи, за да преживее многу повеќе троши енергија, ќе излезе надвор од приобалниот или од тие места каде што презимува, ќе излезе со многу лоша состојба на организам, значи многу ќе биде неотпорна на различни болести или ние го викаме тој кондиционен фактор, фактор на кондиција на рибите. Така да ќе биде многу лесен плен за останатите видови, мада ги нема многу во Охридското езеро, ќе биде многу лесен плен за птиците кои што ќе ја напаѓаат и едноставно ќе биде многу лесен плен и за сите микроорганизми или болести за риби кои што би се среќавале во езеро. Така, значи едно ќе направиме, еден проблем ќе решиме, но ќе можеби ќе предизвикаме многу други проблеми. Па мислам дека има на делов, особено после стариот дел на градот према Струга има или реката во реонот на Грашница или во реонот на Велгошка река, прокопувањето на односно на Коселска река, прокопување па се до пумпната станица до патот Охрид Струга. За мене идеално место ако се прокопа тоа и да се направи таму марина, тоа што ќе биде, тоа што современа марина бара многу пропратни објекти. Бара бензинска пумпа, бара клубови, бара и ред други, бара делови за забава, бара некакви си ресторани за исхрана на сите тие, бара продавници. Сето тоа не можеме ние да го сместиме во студенчишкиот канал, ради тоа што по крајна линија тука веќе почнува и одма студенчишко блато, кое што веќе е во процедура за прогласување како споменик на природа. Или уште подобро во процедура или во поодмината фаза Охрид СОС ги припрема документите за поднесување на апликација за Рамсар подрачје или водено подрачје од светско значење. Така. Уште едно прашање, ја завршуваме емисијата. Сигурно сте во тек дека локалната најави реализација на еден капитален проект, тоа е реконструкција на кеот на езерото, но проектот предвидува да се влезе малку во езерото, значи не знам колку метри беа во прашање, да не калкулирам сега со бројки,
се чекаше долги години да се даде дозвола од Министерството за екологија. Таа дозвола веќе е обезбедена. Но што мислите вие? Дали со тоа ќе се наруши сето она што се вика жив свет во литералниот дел на езерото, затоа што знаеме дека тој е многу специфичен. Само малку ако имаме повлекување на водата на езерото, веќе се гледа и со голо око дека живиот свет тука изумира. Дали ова ќе пречи или можеби ќе се најде некое соодветно решение да се реконструира кеот, но сепак да не го загрози езерото и екосистемот? Проектот што ни беше доставен во Хидробиолошки завод на увид е доста прецизен, значи 94 сантими станува збор за навлегување во езерото, 94 сантими во должина од некаде од почетокот на пристаништето, па се до пред милениум, значи до првата трска, што би се рекло. Значи тоа е всушност поставување на вертикално поставување на цевки кои што потоа ќе бидат полнети со автохтон песок од сливно подрачје на Охридско езеро и ќе бидат бетонирани и поврзани потоа со некакви делови за да бидат стабилни. Помеѓу тие цеви или тие столбови или колови не ќе се труди изведувачот да ги направи да бидат блиску до еден до друг, така да заклучокот на Хидробиолошки завод, тој проект се разгледуваше и заклучокот на институцијата беше дека нема да предизвика големи промени. Секоја интервенција во еден екосистем има негативни промени и негативни влијанија, меѓутоа во однос на она што се предвидуваше порано, навлегување 4 до 5 метри во езеро со илјадници колови во водата, со стопирање на циркулацијата на водата, овој проект нема да има такво влијание, па така да Хидробиолошки завод на својата седница даде позитивно мислење за проектов со реконструкција на пешачката патека или кеот покрај езеро. Меѓутоа, мислам дека се уште не се имат обезбедено средства према некои мои сознанија, така да не се одобрени средствата од Светска банка. Ако имаме собствени средства од локалното или од некои други извори, ќе се реализира тој проект. Според финансискиот план кошташе некаде околу 1.200.000 евра, ако не се лажам. Имаше доста ископување во секој случај, ако се реализира то, нема да има драстични промени или големи негативни влијанија врз растителниот и животинскиот свет. Али тоа што ние имаме, кога имаме ниска вода, ниско ниво на Охридско езеро, целото крајбрежје ни е скоро метар и пол суво. Така да тие што животински видови што се под камењата и тогаш угинуваат. Малце лошо да се прогнозира нешто такво, меѓутоа тоа е тоа. Мора да се тој кеј да се санира, да не биде во наква руинирана состојба, тоа што и пристаништето треба да се санира и некои други објекти кои што се од витално значење за развој на туризмот во градот. Така. Благодарам за ова учество во Лупа. Начнавме повеќе теми поврзани со езерото. Се надевам дека навистина свеста ќе ни биде на високо ниво, ќе се грижиме за него, затоа што не треба само да се гордееме што го имаме, туку навистина и да водиме сметка што се случува, барем она што ние можеме како човечки фактор да влијаеме. Природата си го прави своето. Да. Ви благодарам за поканата и се надевам дека човекот има се помалку и помалку влијание врз езерото и врз неговата околина. Благодарам уште еднаш.